Народната вели дека пријателите може да ги бирате, но не и соседите. А во македонски услови, со комшиите или не зборувате или пиете кафе. Очекувам дека ќе се случи да добиеме покана. Не сме пиеле кафе заедно. На улица Македонија во центарот на Скопје, најголемите политички ривали се и прави комшии, и тоа по втор пат. И на минатите председателски избори во 2019 и сега во 2024 година, само неколку метри ги делат штабот на СДСМ и од друга страна, штабот на градскиот комитет на ВМРО ДПМН и нивната кандидатка Гордана Силјановска-Давкова. Во средина, граѓаните чие внимание сакаат да го украдат и за чии гласови се борат. Интересно е да без план и без сценарио луѓето или организација дополнителна луѓето влезат и разговараат, кажуваат што сметаат дека било добро, знаат да пофалат, знаат да искритикуваат. Штабот е отворен за граѓани, отворен е да ги ја прикаже програмата, да се сретнат луѓето, да остават пораки, да се запознаат со материјалите кои што ги имаме, со скратената програма, долгата програма, но и да остават лична порака. Погледи кон спротивната страна се разменуваат, но многу ретко и вербална комуникација. Аргументите се исти и на двете страни. Јас сум овде често во овој промотивен штаб, неколку пати во неделата, сигурно 5-6 пати во неделата, и сега прв пат ги гледам дека се отворени со луѓе, веројатно заради тоа што вие сте тука. Инаку обично или е заклучено и изгасено светлото, или има неколкумина, 2-3, 4. Затворени се внатре, не излегуваат надвор. Колку што гледам дека претежно нашите членови и оние што се активисти, но и граѓаните се тука на овој штанд, таму нема кај да седнат надвор. Но колку штабовите се отворени и пријателски настроени за политичките противници, комшиско кафе меѓу соседите досега не се случило. Немаат интерес да се појават и да седнат. Мислам дека имаат некаков проблем да се соочат со реалноста. Ги имаме повикано на кафе, јас во деновите кога сум бил тука присутен, искрено не сум добил покана, меѓутоа очекувам дека ќе ја добијам. Тука имаме и кафичи локални, можеме да испиеме едно кафе пријателско сепак. И другата страна тврди дека таква иницијатива имало, но не и средба. Не сум поканета на кафе, да бидам искрена. Не сум ни поканила ни јас да дојдат на кафе. Меѓутоа, тоа јас верувам дека барем одредени колеги кои јас ги познавам, дека тоа не би имале проблем со такво нешто, како ни јас, прочем. Се уште немаме изградена доволно свест дека тоа е сосема нормален однос, или па дури да испиеме едно кафе. По исходот од изборите, веројатно би било изненадување доколку членовите и симпатизерите на некоја од партиите решат да пружат чекори да ја поминат пешачката патека од една на друга страна и да пружат рака, честитајќи ја победата на нивниот противник во името на демократијата, за која што велат дека се залагаат.